За аеродром гарантираме дека ќе го руинираме. Ветено исполнето од Тимчо Муцунски. Да, драги сограѓани, паролата на сегашниот министер за надворешни работи, а до пред еден месец градоначалник на општина Аеродром, беше за аеродром гарантираме дека аеродром ќе го направи најзелена општина, дека ќе отвори нови детски градинки, дека ќе направи велодром од општината и така натака. Меѓутоа, излегува онаа старата. Што е баби мило, то се баби снило. Да, драги сожители, вие гласате за сон. Па да почнеме со нови детски градинки. На овие локации требаше да има 4 нови градинки: Острово, Лисиче, Мичурин и Долно Лисиче. Како што гледате, завршена е само една градинка. Дури и таа е започната и е недовршен проект од неговиот претходник, засега прогласен за најнеуспешен градоначалник Златко Мари. За останатите градинки нема ниту најава дека ќе се градат. Неисполнето. Аеродром без сообраќаен хаос. Вака Тимчо го реши сообраќајниот хаос. Никако. Вети 2 кружни тека, не направи ниту еден. Вети 3000 нови паркинг места, не направи ниту едно. Аеродром остана една од општините каде што има најголем сообраќаен метеж. Со поставување на зонско паркирање само се префрлаше проблемот од една населба во друга. Неисполнето. Нов мултимедијален центар. Се сеќавате дека веќе направивме едно видео од новиот мултимедијален центар. Еве да ве подсетиме како изгледа тој мултимедијален центар. Крајниот рок кој сам си го зададе беше до крајот на 2023 година. Значи, уште едно неостварено ветување. Неисполнето. Велодром. Амбициозниот тогашен кандидат за градоначалник, а сега министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, шетајки по светот, му светнало дека цел свет вози велосипеди, па вети аеродром да го направи велодром. Нашата визија е да нема улица без велосипедска патека, ветуваше Тимчо Муцунски. Еве што остави зад себе. Неисполнето. Реновирање и модернизација на училиштата. Од сите ветувања за реновирање и модернизација на училиштата оствари само набавка на таблети за четвртоделенците. Неефикасна мерка која наместо да ги едуцира учениците, им го одвлекува вниманието од образовниот процес. Ништо од ветувањето за прво зелено училиште во општината, ниту за гимназија која требаше да биде веќе во функција. Неисполнено. Екодром. Ова е посебна тема која најмногу ги погодува жителите на општина Аеродром. Од ветувањата дека во аеродром ќе се направат паркови со големина од 20 фудбалски игралишта не остана ништо. Остана само пожолтена трева за која се испумпаа 335.000 евра на надворешна фирма која не ја видовме 2 пати низ општината. Да не зборуваме за старата урбана опрема која не е заменета со години, па ние како локален огранок заедно со жителите успеавме да реновираме неколку детски игралишта. А пак загадувањето на воздухот, за кое Тимчо Муцунски ветуваше дека ќе го реши во соработка со неговиот колега од Гази Баба, остана да виси во воздух, исто како што висат и PM частичките кои жителите на општина Аеродром ги дишат. Неисполнено. Општина со нула корупција. Аеродром ќе имплементира систем на работење кој ќе биде пример за сите во државата. Ќе биде општина која ќе гарантира нула корупција. Секој од вас ќе може да спие мирно и да знае дека општината е за сите нас, за сите вас, дом на кој можете да се потребите. Ова е седмиот приоритет на екс-градоначалникот Тимчо Муцунски. Драги сограѓани, дали спиете мирно покрај носењето на 2 дупа, едниот во Долно Лисиче, другиот во населба Лисиче, на крајно шведски начин и покрај собрани петиции од жителите да не се носат додека не се решат проблемите во нивните населби? Дали спиете мирно и покрај 3-4 протести кои ги организираа жителите од овие населени места, бидејќи ќе им се наруши и онака лошиот квалитет на живот кој го има? Најверојатно не. Тимчо Муцунски не исполни ниту едно од дадените ветувања со кои ги излажа аеродромци за да гласаат за него.
си замина во Министерството за надворешни работи и покреда деното ветување дека ќе го истера градоначалничкиот мандат до крај. Но ако работи во Министерството за надворешни работи, како што работеше во општина Аеродром, верувајте, бугари во устав сигурно ќе има. А ако ја замениме паролата за Аеродром гарантираме во за државата гарантираме, тогаш паролата ќе биде за државата гарантираме дека ќе ја руинираме. Нека ни е со среќа.